Јас сум Христоф Ѓорги, поранешен фудбалски репрезентативец на Македонија и ја давам мојата огромна подршка на цела репрезентација пред овој историски натпревар. Ѓорги Христов дебитираше за македонската репрезентација во сега веќе далечната 95-та година. Минаа 25 години од дебитов во дресот на Македонија. Ѓорги, најпрво им благодарам што даваш подршка за македонската репрезентација, да успееме во намерата да се пласираме на Европското првенство. Од оваа перспектива, како 19 годишно момче дебитираше за Македонија, буди ли сеќавање тој натпревар против Ерменија? Нормално дека буди, тоа се некои моменти што секогаш оставаат меморија, оставаат трага, поготово кога се работи за настап во дресот на националниот тим. Од секогаш беше означен како еден од најдобрите македонски напаѓачи. На прва, нападот или одбраната ќе ја однесе Македонија на Европското првенство? Мислам дека средината. Ова е специфичен натпревар и мислам дека битката ќе одлучи на секој парче на теренот, поготово на средината на теренот. Голгетерите размислуваат само за противничката мрежа или сега во овој модерен фудбал е покомплексно? Мора да се вратиш, да покриеш, да помогнеш, да мислиш малку и на тој втор дел од теренот, втор за вас, напаѓачите. Ако напаѓачот игра лошо, не доаѓа во шанса, не постигнува голови, компензира со бркање на штоперите. Нормално дека ова е шала, но од лично искуство, секогаш кога не ми одело на преварот, гледав на некој начин да компензирам тоа што и модерниот фудбал бара колективен напад, колективна одбрана. Така да пресинг во било кој фази на тимот, така да помина тоа време каде што на некој начин крилата напаѓачите не смеа преку центар да поминат, така да сега реков тотално различно е. Фаворити сме против Грузија во Тбилиси на Динамо Арена? Да. Фаворити од повеќе причини. Прва и основна, ако ги погледнеме двете репрезентации поединечно, ќе видиме дека во македонската репрезентација има многу повеќе играчи што како никогаш досега, можеби, сега да не навлегувам точно во статистика, и дека имаме играчи повеќе што играат во најквалитетните европски лиги од грузиците. И од таа причина мислам дека сме фаворити. Имаме добра серија, подолго време играат репрезентацијата заедно и Грузија дефинитивно не е подобар противник од Косово. Ги гледавме двата надпревари меѓу Македонија и Грузија во Лига на нации. Да. Можеби овој последниот не е некое мерило, бидејќи нормално и двата селектори тактизираа што, но ако се вратиме на тој што се играше во Грузија, знаеме како заврши, така да ќе биде надпревар специфичен, ќе биде надпревар историски за двете репрезентации. Како што викат народот, сега или никогаш, буквално е така. Прашање дали ние ќе имаме подобра репрезентација од ова, но и ако имаме, дали ќе има овој тип на квалификација за да стигнеме до чекор, до едно големо европско надпреварување. Така да, по мене, лично мислам дека не фудбалски фактор ќе одлучува за овој надпревар. Во кој смисол не фудбалски фактор? Во кој? Нели сме сведоци на ова што се вика пандемија. Таа репрезентација што ќе има среќа што овој вирус ќе ја заобиколи, таа ќе има повеќе шанси да помине, од проста причина што ниту грузиците, ниту пак ние имаме еден широк ростер на играчи и знаеме колку е битно да сме комплетни. Видовме тоа
за наша среќа се случи со Косово. Така да знаеме што значи да се има Пандев во репрезентацијата или не, да се има Барди или не. Така да и на некој начин и за грузиците. Така да во овој надпревар најмалку фудбалските фактори ќе одлучат. Од она што го рековте, не знам дали во иднина ќе имаме подобра репрезентација. Произлегува впечатокот, барем кај мене, дека не сме имале подобра генерација за Гоце Христов предходно, па дури и вашата, во која што сте играле 49 надпревари, мислам. Да, бидејќи ниедна репрезентација до сега за овие 27-30 години не била толку близко до едно европско првенство. И со тоа момците докажуваат дека се најдобри. Така да, ако ова прашање го поставите на некој политичар кој сме ние навикнати да ги следиме, покото во последниот период, секогаш ќе рече да, не, ние во наше време, ние кога ние, на некој начин и поранешните фудбалери сакаат спортисти тоа да го. Јас не мислам дека така, напротив, ова репрезентација е до сега најдобро, тоа го докаже што само се на еден чекор до едно европско првенство. И тука приказната за мене е завршила. Дали ова надпревар многумина така го сметаат на кариерата за Горан Пандев? Па мислам дека и самиот Пандев во неколку прилики изјави. Така, фудбалер што има освоено буквално се на клубски фудбал, на некој начин, а и е пред крај на една кариера, ова би било капак на се во позитивна смисла. Многумина не се, посебно од стручната фела, од фудбалската, изненадени од начинот на кој што младите фудбалери од репрезентацијата до 21 година, кои играа на Европското првенство во Полска, се вклопија во оваа филозофија на А селекцијата. Сметаш дека ќе бидат исто така голем импулс на важни надпревари, бидејќи веќе во нозете имаат надпревари кои има неверојатно значење за македонскиот фудбал? Нормално дека тоа Европско првенство што беше пред, не се лажам, 2017. Да, пред 3 години. Природно е да тие продолжат во репрезентација, за среќа наша се случи, останаа тие поискусните, се направи еден склоп, на некој начин тоа е доказ дека и во Македонија се работи во млади категории, дека во Македонија во сите села, во сите градови функционираат вакви, такви, онакви школи, клубчиња, клубови, со сите недостатоци, мани, инфраструктурни проблеми и така натаму. И ова е податок дека со малку кога се работи, дека еден ден тоа ќе исплива на површина и пак ќе речам ќе дојдеме до една ситуација кој сите тука во Македонија, без разлика дали сме од таа спортска фудбалска фела или генерално сите љубители на фудбалот во живеат за тој ден, да на едно европско или светско првенство седниме на пред телевизор или на трибина и навиваме за своите, а не навиваме секојаш на некој комши. И ќе се вратам на првиот дел од разговорот, што би можело да биде клучно околу победникот во Тбилиси на 12 ноември. Велите средината, фудбалерите од средниот дел, тоа е затоа што сметате дека тој дел е поквалитетен во македонската репрезентација отколку офанзивата, отколку напаѓачите што ги имаме во моментот или што ги повикува селекторот на селекцијата? Мислам дека двата селектори ќе играат со играч или два екстра во тој дел на теренот. Влогот е невидено огромен. Така да без разлика кој како ќе се наближува над преварот и едниот селектори и другиот ќе даваат кураж, ќе даваат некои така дипломатски изјави, но убеден сум дека и едниот и другиот со 5-6 играчи во средината ќе започнат над преварот. Улогата на Елиф Елмас за Македонија? Видете, реков пред малку. Секој битен главен играч, не дај Боже да отсуствува, ние не можеме да го надокнадиме со друг. Така да Елиф е од
таа генерација што ја спомнавте пред 3 години што играше, игра во добра лига. Се надевам дека овој проблем со короната се добро му дојде, да се освежи, да биде зажелен за фудбал и убеден сум дека ќе покажи квалитетите што ги има, не само тој, било кој играч, било кој член, дел од таа на некој начин екипа, бидејќи секоја коцка, секој штрафче, битно или небитно, е многу важно во овој момент. Од самото собирање на репрезентативците до крајот на надпреварата. Сте имале многу големи надпревари во своите нозе и на клупски и на репрезентативен план. Кога доаѓал моментот на вистината, битен надпревар, што било најбитно за Христов? Да добие поддршка морална од селекторот, од јавноста, од соиграчите, да знае точно кој дел треба да го покрие и на кој начин треба да одигра во тој термин од надпреварот, во таа и таа минута, или нешто сосема трето, поддршка било каква од блиските, од сопругата и така натаму. Секој различно тоа го доживува, секој различно тоа го подготвува пред еден надпревар. Јас можам да кажам дека е тотално различно кога се припремаш пред клупски надпревар и кога се припремаш пред репрезентативен надпревар. Спомнавте 25, 30, 20 години, значи тогаш кога на некој начин беше почеток на формирање на таа репрезентација, можеби по тоа време повеќе се играше со емоции за својата држава, за својот народ, почеток на промовирање на самата држава, на самата репрезентација, за разлика од сега каде што самите играчи, самата репрезентација, подготовка е сосема поразлично, многу по, да не речам професионално, повеќе конкретно за самиот противник, за самата тактика. Во времето минато, да не речам, ајде, пред 20 на години, многу по се влегуваше повеќе со емоции. Не викам дека било погрешно или сега е се во свое време. Значи, изменети се околностите. Баш така. Сега, например, би било нереално да очекуваме од, не знам, Илија Несторовски, например, да биде во дресот на македонската репрезентација, но во футсал. Ѓорги Христов има 2 надпревари во футсал репрезентацијата на Македонија. Да, опроштајни. Да, пошто ми фалеше тој 50 јубилеен надпревар и Ѓорги Христов од никогаш не бил спремен да моли и да дава рекет, да ми се направи една опроштајна селекција, утакмица во дресот за македонска репрезентација, така да имав прилика на надпревар од футсал репрезентацијата на некој начин да го одбележам тој јубилеј. Мала шала, нормално, но убав настан. Видите, на некој начин сите ние што се бавевме или сега се бавиме сите почнавме од тој мал фудбал. Кога ќе рече некој, овој не го бидва за голем, го бидва за мал. Или знаеш, или не знаеш. Не може да знаеш да играш напад, а да не знаеш одбрана. Така да, кој знае мал, знае и голем фудбал. Кој знае голем, знае и мал. Ние, обичните навивачи, поддржувачи на Македонија, од прва ќе кажеме дека омилениот момент за Ѓорги Христов во репрезентација е Ирска и погодокот за 3-1, мислам дека тоа беше водство на Македонија, па заврши 3-2 против Република Ирска. Тој е омилениот момент во дресот на Македонија и за тебе? Па не би рекол, мислам дека секој гол си има своја драж, своја убавина. Можеби тој е најубавиот, но не знам, во моментот можеби
Голот против Хрватска ми е За 1-1 во Скопје. најдраг. Овој можеби е најубав, овој е најдраг, така да или тој на самото деби во Верменија, така да не знам точно кој би го одбрал во. Веројатно моментот доколку Македонија слави на 12 ноември ќе остане во сеќавање кај сите нас кои што се занимаваме поблиску или подалечно со македонскиот репрезентативен фудбал. Благодарност што давате поддршка Македонија да се пласира на европското првенство. Благодарам и вас на поканата. Биди и ти дел поддршка за македонската репрезентација на патот до европското првенство. Сега е наше време.